5 месеци ниту збор за извидничкиот камп каде 16 годишни ученици сведочеле и глумеле секс пози, а биле наведувани и на игри и активности со сексуална содржина. Обвинителството се уште ги чешла телефонските комуникации што ги добиле од телефон што го одземале во предистражната постапка. Во предметот интензивно се преземаат действија во рамките на предистражна постапка, чија цел е да се утврдат фактите и да се проверат наводите изнесени во јавност. Од одземениот мобилен телефон се екстрахирани определени податоци и во моментов се врши прегледување и анализа со цел да се утврди дали во нив се содржани записи поврзани со спроведувањето на извидничкиот камп. Се преземаат и други действија за расчистување на настанот, а по целосно утврдување на фактичката состојба ќе биде донесена јавно обвинителска одлука. За спорните активности кои ги правеле малолетниците на настанот обвинети беа организаторите на првиот скопски извиднички камп. Родителите јавно зборуваа за ова, но пријава не беше поднесена за никој. Уште тогаш се алармираше дека можеби е потребна кривична одговорност за организаторите. Дали излегло од контрола или било по план и програма, треба јавното обвинителство да истражи. Ако треба и кривична одговорност да се побара, нема амнестирање од одговорноста ако ова се случило. Уште подраматично во целиот случај беше и финансирањето на кампот со пари од граѓаните. Тогашниот градоначалник Шилегов потврди дека од буџетот биле одвоени пари за настанот, ама не знаеле дека кампот е организиран од тие причини бидејќи не било наведено во апликацијата. Случајот предизвика бура од реакции кај јавноста, па дека ќе се истражува целиот случај, најави народниот правобранител, кој отвори предмет по своја иницијатива без да добие представка, но докаде е истрагата кај омбудсманот за сега нема информација. Од првиот скопски извиднички одред пак тогаш се правдаа дека биле погрешно сватени. Тие велеа дека настанот воопшто не бил именуван секс извидници и рокерол, туку есенски бакнежи и прегратки 2021.